Наместо презентација, нова тура разговори за петтиот пакет мерки за спас на стопанството и граѓаните. Посредбата со стопанските комори владини представници седнаа на иста маса и со синдикатите. Средбата завршино без епилог. Власта повторно се правда само со разговори, пошто ќе се објавили сетот мерки. И додека кризата се продлабочува, бизнисмените апелираат за итно носење на петтиот пакет помош за бизнисот. Според Миле Бошков, мерките мора да се насочени кон малите и средни компании, зашто тие во моментов се и најпогодени. Клучно е тоа што владата сепак ќе исплаќа плати, субвенции за плати, помошта ќе биде и за јануари и за февруари месец, барем така е најавено, и има новитет во однос на скалилата изразена или паралелно или пропорционално со профитот или загубата на компаниите. Така да во износ или во обем на 30, 40, 50, 60% намалување на прометот и на профитот, во тој право пропорционален однос и ќе се зголемува субвенцијата или помошта за платата за вработените. На средбата во владата се зборувало и за недела како неработен ден, односно секој кој ќе работи во недела да добива за 50% повисока дневница и слободен ден. Колку тоа ќе стане реалност и кај нас, останува само да видиме и чекаме. Па работниците е добро да видат бел ден и како дел од бизнис заедницата се сложуваме во однос на работничките права. Де факто работниците се и најголемиот капитал во компаниите. Само има компании и има дејности кои несомнено мора да продолжат да работат и поради технолошкиот процес, меѓутоа и поради потребата од таа услуга и од тие производи кои ги опфаќаат. Најважно за работниците дека ќе бидат исплатени дополнително на основицата на платата која заработуваат како дневница. Покрај директната помош за плати, петтиот пакет помош ќе содржи уште неколку мерки за спас на фирмите. Целиот сет ќе тежи околу 50 милиони евра, кои се додаваат на сумата од 1 милијарда пари кои владата ги даде за излез од кризата. Но сепак и покрај поддршката, газдите се незадоволни од висината на помошта зашто таа била и недоволна, бидејќи досегашните 4 пакети на мерки не ги дале посакуваните резултати.